тема е точка број 9, разгледување на барање на физички и правни лица. Првото барање е од Снежанка Костадинова, каде што судот одлучи да се доделат 6.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од Снежана Илиева, каде што судот одлучи да се одобрат 3.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање од Стојчева Катерина, судот одлучи да се одобрат 3.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од Кирило Танасовски, судот одлучи да се доделат 12.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од Звонимир Будимирович, каде што советот одлучи да се додадат 60.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање Јусуфова Неире Јусуфова, советот одлучи да се додадат 3.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање Најдовски Ристо, советот одлучи да се додадат 12.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од спортскиот клуб Младост од село Корешница, каде што советот одлучи да се додадат 30.000 денари за традиционален турнир во млад фудбал. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање е од црковен одбор за црква Свети Ѓорѓе од село Корешница, каде што советот одлучи да се додадат 15.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање од Петкова Благица, советот одлучи да се додадат 9.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Исто така имаме барање од црковен одбор при црквата Свети Никола од село Клисура. Советот одлучи да се додадат 15.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Наредно барање Снежана Василева, советот одлучи да се додадат 9.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. И последно барање е од Ѓорѓи Гацев, советот одлучи да се додадат 9.000 денари. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Тоа е точка број 9 за физички и правни лица. Преминуваме на последната точка од дневниот ред, победнички прашања. Школна началничка, добро дојдовте. Дали некој има прашање, тоа што сега го поставим на овде присутната градоначалничка. Победи. Јас имам прашање од жител што живее во улица Теклишка. При порани дождови, таму нема никаков отвор на таа улица. Дали планираа година да се направи санација на таа улица? Има голем проблем со целата вода од горе, одела скроз долу во куќите. Запозната сум со тој проблем. Во тек се правите проекти, но сепак треба да се води сметка за буџетските средства со кои што располага општина Dimirkati. Општината има обврски од минатиот период кои што треба да се довршат и
да се испочтува крајниот рок, па да почнеме со овој проект. Сакам да прашам кои проекти се во план во нареден период за реализација? Гледам дека нема прашање што е до сега реализирано, па проекти кои се реализирани од почеток на мојот мандат: изградба на атмосферска канализација на улица Маршал Тито, санација на улици во село Корешница, комплетно село Корешница, санација на Примин во село Корешница, чистење на отворени канали за наводнување на улица Орце Николов, реконструкција на водоводна мрежа во село Корешница. Проекти кои се во тек на реализација: реконструкција на фудбалско игралиште, втора фаза, во вредност од 12 милиони 865 292, градежни работи кои се во завршна фаза, до изградба на кујна во основно училиште Димче Ангелов Гаверов, проект финансиран од Министерството за образование и наука во вредност од 3 милиони 410 177. Започнати се градежни работи. До изградба на кујна во основно училиште Димче Ангелов Гаверов, четврта фаза, финансиран од владина програма, вредност од 5 милиони 482 432 денари. Исто така започнати се градежни работи. Уредување на спортски терени, отворено игралиште за тенис во Демир Капија. Овој проект е во тек во вредност од 3 милиони 893 636 денари. Изградба на електрични инсталации за улично осветлување, проект финансиран од владина програма од 2025 година. Започнати се градежни работи на дел од улица 11 октомври во вредност од 1 милион 380 788 денари. Дел од улица Гоце Делчев во вредност 298 582. Дел од улица Партизанска во вредност од 3 милиони 107 176. Дел од улица Илинденска во вредност од 1 милион 548 573 денари. Изградба на атмосферска канализација на улица Маршал Тито, проект финансиран од владина програма, вредност на договорот 3 милиони 964 837 денари. Градежните работи се завршени. Во тек е следниот проект преку Центарот за Вакарско-Плански регион, аплициран за реконструкција на улица 8 март во вкупна вредност од 2,5 милиони денари. Планирани проекти има повеќе, како што кажа, овие проекти зависат од буџетската вредност во општина Демир Капија. Ние може многу да планираме, ама се што ќе се отпочне треба и да се исплати. Реконструкција на дел од Борис Кидрич, реконструкција на улица Димитар Влахов, реконструкција на улица 4 јули, реконструкција на улици во село Корешница, реконструкција на пешачка патека, реконструкција на крак 1 Партизанска, на улица Радњанска, улично осветлување на улица Правомајска, поставување на направа за смирување на сообраќај на дел од улица 11 октомври и Партизанска. Тоа се однесува на лежачи полицајци.
реконструкција на градски пазар, изградба на автобуска станица, автобуска постојка и уредување на детски капчиња во центарот на општина Демиркапија и во руралните средини. Водовод, дополнително водоснабдување во село Бистринци, реконструкција на каботажа во село Корешница и во село Барани. Фекална канализација, изградба во село Прждево, во село Дрен и во село Клисура. Атмосферска канализација на улица Димитар Влахов, канализација на Партизанска, регулација на дел од речното корито во река Боршава. Значи, сите овие проекти зависат од буџетските средства во општина Демиркапија. Само да спомнам, општината има вонсудска спогодба со Турбо инженеринг. Значи, тоа се останати обврски кои што треба да се исплатат во износ од 4.566.285 денари од 36.25 година. Заклучно до месец мај. Исто така, набавен е трактор со приклучна механизација во износ од 2.314.740 денари, каде што Министерството за локална самоуправа обезбеди 2 милиона, а општината треба да доплати околу 314.740. Исто така, во тек е исплата на кредитот од 2019 година, кој што изнесува уште 10.570.000 и треба да биде исплатен до 2029 година. Сите се овие обврски кои што треба да ги подмири општина Демиркапија, а да се отпочне со планираните проекти. Реконструкција на фудбалско игралиште изнесува проектот 13.967.000, од кој што Министерството учествува со 9.702.426, а кофинансирање од општината имаме 4.284.744 денари. Уличното осветлување на дел од улица Гоце Делчев е фаза на реализација. Направените доприма следници прашање до гражданството. Слично градоначалништето спомнали за извршените активности преземени од преземањето на измената до сега. Па не сме во тек што конкретно се направи во село Корешница? Па реконструкција на улици и санирање на водоводна мрежа. Имаше асфалтирање, имаше тампонирање на цело село Корешница. На улици во село Корешница тампонирање, така? Да. А врска со водоводната мрежа, какви активности? Во тек се активностите. Добро. Водоводната мрежа и Што конкретно се прави? значи се изготвува проектот, па кога ќе биде при крај, ќе биде известени. Добро. Ги набројате и овие обврски, тоа се нели нормално тековни обврски со извршени активности од претходно. Нормално дека општината треба да ги подмире. А што сакате да ми кажете, дека општината нема пари да ги подмире или затоа што спомнате дека не има обврски? Во ред, ние ви го разбираме квартално од извештај, таму и се наведени тие обврски, нели, на општината. Сакам да кажам само нешто реплика
Тековните работи, Може кои да ще се се отпочнат. предходно отпочнати, за да се почнат новите проекти. Това се каже, мислам да кажа. Добро. Нема разлика. А градоначалничкиот мотив, мислам, вие набројавте многу проекти. Планирани, да. Да, тоа значи дека дури кога би имал реализација, кога би се извршила изградбата на сите овие, нели, тековни обврски. Еве, реконструкција на улици, Димитар Владов, Тиквешка, 4 јули и така натаму. Тука имаме консултска спогодба со турбоинженери, кај што се изградени неколку улици. Изграда на водовод во изгледничко место од Тошница. Добро, да се завршени работи, но Не е може да завршена, значи консултска спогодба. Добро. Значи треба да се исплати заклучно со месец мај од 380.000. Сите овие обврски додека не се исплатат, ние не може да отпочнеме со нови проекти. Значи не може ние да отпочнуваме проекти Нормално, ако нема судски пари, постапки. да се набават. Уместо тоа што ги набројате сите проекти, а сега викате дека не може да се отпочне со нивна реализација. Почнати се со проектна документација. Добро. Благодарам. И исто така има проекти што се тековни, како што ви кажа и од финансијни представник од човешко општината за игралиштето за Тие се започнати од претходната власт. стари тековни кажани, како че на финансии, така ќе се реализират и тековни Довршат проекти. листите, нека Да. се вече во завршна фаза. Ви благодарам. Дали има некој друг советничко прашање, проверка, проверка? Јас директно кај началничка ќе ви питам дали на нашата сметка имате пари. Моментално? Да, моментално. Има, да. Добро. Ние добиваме тука квартален извештај. Вие кажате многу проекти што се баш овие квартални извештај, кај што има суми, да, значи ево колку кошта, што кошта, како кошта, ама јавно дека нема никаква реализација, а ние почнати да ги проекти. Дали се улици, дали за водата, дали за канализацијата, значи ние освен у Корешница што планирате и тие некои ситни работи и постоечки капитални проекти како игралишто, што би дома некои 5 милиона се потрошени. Значи на друг место ја не гледам дека некој на потрошено пари и дека некој се работи. Значи не е само да ги набројаме кои проекти, моментално кои се завршени, моментално кои се у тек. А вие ги наброите фактички сите, а тие дали ќе ги реализираме знак питање. Затоа, например, да сакам да бидете малце по-конкретни. Например, што И сега вече е повторам, значи завршено. проекти кои се реализирани. Изградба на атмосферска канализација, значи вие не сте ме слушали од самиот почеток. Реализирани. Атмосферска канализација на улица Маршал Тито. Санација на улици во село Корешница. Санација на премин во село Корешница. Чистење на отворени канали за наводнување и одводнување на улица Орце Николов во Демир Капија. Реконструкција на водоводна мрежа во село Клисура. И кои се во тек, значи тие што се во тек, веќе се врши исплата. Да, значи вие до сега, например, тие е окей, вие сега ќе ги спомнате да речеме окей. И капиталните што, дали игралишто, дали кујната, дали влаки има спазен, например, дали втора, трета, четврта. Да. Значи тоа е тоа. А другото што е спомнато, као асфалтирање да речеме на 11 октомври или Земски или влаки. Друго е што моментално имате, ние што гледаме од тука овие извештаи што имаме, значи вие имате завршено некој дел од посветувањето на Капија, што може и претходно гледаме без разлика. Гледаме дека више таму се потрошени пари и дека дел од Капија е повторно осветено. Но тоа што е останато да се освети, кога ќе имаме пари, да, тогаш може да го осветиме и да го довршиме. Но нас ни е битно колку до сега имаме завршено, дали ќе имаме можност од многу од граѓаните кај нас, например, очекуваат, например, да бидат завршени како, да речеме, кујната, како игралишто, до крајот на оваа година, ами изгледа може и тоа нема да биде. Ќе ще да биде. Тоа се проекти од владината програма и така како се пуштат средства, така и се отпочнува со работа. Да, до сега беа само 5 милиона. Само ние не може да го предвидиме рокот, значи не зависи од нас.
засегувате, само ќе гледам дека има стигнато некој на политичко ниво на пања.